Благодарам, пријатно. Сакам уште еднаш да им напоменам на гледачите дека многу е важно да си ги консултираат лекарите и да ја земаат медицински препишаната диагноза. Во случајот со малото со говорната мана, препорачливо е да консултираат специјалист. Логопед, да. Затоа што ви кажав дека комбинацијата на овој начин на третирање заедно со класичната медицина навистина дава резултати. Така. Ало, добро вечер. Ало. Повелете. Се извинувам за едно прашање. Повелете. Дали може да се помогне за дискос хернија и парезис? Добро. Може да се помогне, да. Меѓутоа, кај парезата лекувањето би било подолготрајно. Од кога, колку време веќе ја има? 4-5 години. Значи ќе биде долготрајно затоа што веќе болеста си го зазела местото. Да. И дискус хернијата може да се подобри. А за парезисот потешко, значи? Многу е долготрајно лекувањето, верувате ми. Значи, кај тие посериозните заболувања потребна е огромна упорност, затоа што лекувањето со прана е можеби бавен, но сигурен метод. Би сакала да ви го предочам тоа да сте свесни. Добро, благодарам. Благодарам, пријатно. Ве молам, ако може да ме одговорите, осеќам болка во раците и нозите, секоја вена, секоја жила, мускул ме боле, докторите не можат да откријат што е точно. Само ми најдоа тромбоцити и покачени од преголеми терапии, дали може да осеќам такви болки од тромбоцитите, сум била и на физикална, никаков резултат, поздрав. Не знам дали болката може баш од тромбоцитите да ја осеќа, меѓутоа мислам дека може да и се помогне. Така, добро е гледачката да се обрати кај вас, па ќе се договорите. Ало, добро вечер. Ало? Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас и до гостинката. Благодариме. Повелете. Имам 10 годишно внуче. Така. Пред 2 години падна и ослепе. Добро. Скроз не гледа 100%. Дали има некоја помош кај вас? Не. Не може. На жал. На жалост, вели... За жал. Не. Не може. Фала многу. Благодарам, пријатно. Добро, одиме понатаму ние со прашањата. Дали лечите кратковидост и отстранување на наочари? Со ваков случај до сега не сум се сретнала. Так, значи ова е нешто ново за вас. Да, и ова е, да, и за мене нешто ново. Да, во секој случај гледачот или гледачката може да ви се обрати па да поразговарате, да видите, да пробате. Затоа може да. Ако немате одредени работи што не сте ги третирале, ќе треба да ги третирате. Да, се експериментира. Ние не лечиме, него да го упатиме, да го спасиме детенцето. Како? Да го упати тој што се жалеше за детето. Да. Со епилепсија. Да. Да. Сакаме да го упатиме, да добиеме контакт телефон. Така. 100% лечење, да го спасиме детенцето. Нема проблем, јас не знам дали во режијата го имаат телефонот. Ако има во режијата, да го спасиме детенцето гревото да не пати. Па веројатно слободно контактирајте со луѓето. Господине, кога се работи за дете, да, бидејќи да не помогне. Да, ворете од ваша страна, еве, ние ќе си дозволиме да ве прашаме. Да. Еве, веројатно тој гледач се уште ја гледа нашата емисија, па кажете го вашиот број, нека ви се јави. На режијата да го кажем, може? Може. Да не биде така јавно. Добро. Може, јавете се повторно тогаш. Добро. Повторно? Не, сега во режијата јавите. Да. Ајде. Ало? Так, еве, режијата го презема, па немам деца, дали може да помогнете? Не знам што е проблемот за стерилитетот. Ова е многу кратко и нејасно прашање, значи сепак и овие дали е маж или жена. Значи, рековме треба може да се се физиолошки проблеми. Така, психолошки и така натаму. Секакви. Значи може да се обрати до вас, да поразговарате и дали лечите CIN-1?
син еден, ова ми е многу познато. Така. Меѓутоа, Не сте имале искуство до сега од ова? не сум имала искуства, па не и сега се мислам. Јас би ви препорачала да се исконсултирате со лекар во овој случај. Така, добро. А потоа да поразговараме. Добро. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Како сте? Добри сме. Добри сте? Да. Овде пријател ваш, али добро сте преку телефон днес. Пријатно, па кажете кој сте, да знам, да ве поздравам и јас. Васко на телефон, Васко. Васко. Да, Добро. да. Повелете. Поздрав до Ели, гостинката ви е супер. Добро. Фала. Сакам да прашам дали лечи од преголема возбуда. Да. Медицинската диагноза ја имате за возбудата? Па имам да нешто ли, не знам дали комплета. Со медицинската диагноза Добро. приложена, ќе видиме што може да се направи. Океј, али тој е контакт. Телефон, да, тој тоа Да. контактува. Океј, фала многу. Благодарам, пријатно. Добро, одиме ние понатаму. Дали лечите ревматоиден артрит и болки во зглобовите на рацете? Да, се лекува. Значи тоа го третирате. Да. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Се родителот на дете во епидепсија го слушате го пред тоа. Така, еве, ќе ви дадат од режија телефон. Ве враќам назад во режија, ќе ви дадат телефон. Добро, добро. Така, добро. Баш убаво. Еве, па Да, баш тоа е убаво. целта на нашата емисија, Да. да им помогнеме на луѓето, да објасниме кој со што се занимава или вака што се јавуваат гледачите, да им оствариме контакт, па Да, па ова е начинот на функционирање, така, така. на кој што сите ние би требало да функционираме. Так. Добро, затоа му јас му реков на господинот Кајшаров дека поканата му е отворена за да ги информираме луѓето. Режија одиме понатаму, дали лечите спондилоза и дали спондилозата предизвикува бодежи во срце? Спондилозата се третира со лекување со прана. Така. Бодежите во срце не верувам дека можат да бидат предизвикани од спондилозата. За ова, вториот дел од прашањето ќе го прашате вашиот лекар. Така, добро. Имаме ли гледачна линија? Веројатно имаме, па да го вклучиме. Ало? Добро вечер, повелете. Ало, добро. Сакам симпатичната гостинка од срце да ја поздравам. Благодарам. И да прашам, дали третира крвни садови нешто и дали третира дегенеративни промени на коскеното ткиво? Крвните садови зависно што е медицинската диагноза. Меѓутоа се третираат, а дегенеративните промени потребен е многу долг временски период за да се вратат во нормала. Океј, може уште нешто да прашам да Повелете. дали тие кифози, сколиози ги третира исто така? Во соработка со лекара, значи терапијата што ви е препишана медицински е обавезна во тие случаи. Добро. Благодарам. Друго нешто? Благодарам, пријатно. Пријатно. Така, еве еден убав поздрав. Режија одиме во поздрав до гостинката од Драган и дали лечите алергија на полен и помагате ли при кожни алергии? Поздрав до Драган, да, он е еден типичен случај на човек што е излечен од алергија со полен. Да. Така, значи веќе бил кај на третмани? Да. Беше. Добро, Драган требаше да каже, да поздрави, да пофали. Вака ме Беше, да, провоцира. и помагаме, да. Така, добро. Дали лечите алопеција? Сегде сум била. Мене не ми е јасно што е ова. Алопеција како термин сум го слушнала, меѓутоа не сум доволно запознаена. Така да гледачот нека ме контактира Така, утре. да си поразговарате. Да. Добро, ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Ја поздравам емисијата. Благодарам. Па сега да прашам со сопругата имаше еден проблем, 5-6 месеци имаше стрес
Па сега ништо не е арно, па сакав да ми кажете што да направиме сега. Кажете ми, бевте ли... Намалете го телевизорот. Се консултиравте ли со лекар? Да, ги направивме сите прегледи, бевме во кај Жан Митрев, се војат со срцето, имаше тахикардија малку само, знаеш? Добро, значи и тоа такви проблеми. Тоа што го преживеала, веројатно. Да, имаше стресови некои така проблеми домашни, па се патите што да направиме сега. Може да се третира со пранична психотерапија, ваквите состојби можат да се третираат. Па добро. Само со контакт телефон и овој телефон? Да, слободно. Фала многу. Благодарам. Пријатно. Дали лечите депресија и изгубен слух? Депресијата се третира со лекување со прана, меѓутоа ќе повторам, во ваквите случаи на болести, значи психолошки, емоционални, многу е важно да се отстранат сите фактори во текот на третирањето кои што допринесуваат за понатамошен развиток на болеста. Така. Изгубениот слух, тоа не за може. жал. Не третират. Не. Така. Добро, имаме гледач на линијата. Ало, добро вечер. Ала, Добро вечер. ќе ви молам за пред една година правена е артроскопија на десно колено. Така. И веќе само 90 степени го витка коленото, повеќе не може да се витка. Дали може нешто да помогнете? Регенеративниот процес практично е веќе завршен во коленото, така? Да. И тоа е скоро неподвижно. Значи, третирањето на коленото би траело исто како во случајот на претходната гледачка со рбетниот столб многу долго, значи отприлика 1 година и тоа во соработка со медицинските третмани и терапии. Така. Да Благодарам, знаете. пријатно. Имаме ли прашање режија по СМС пораките? Така имаме. Имам проблеми со раскавицата на колената. Снимен сум на скенер, дали може да помогне и како иако имам 30 години. Ова е слично како и претходната гледачка што се јави. И овде е третманите. Овде е баш регенеративен процес на раскавицата, треба да се предизвика, така да така. можеме да пробаме Така, што може да се направи. Да. Гледаш да се обрати до вас, да стапите во контакт, Да. да поразговарате и да одредите терапии колку и како ќе одите понатаму. Добро е, гледаш повторно на линијата. Ало, добро вечер. Добро вечер. Поверете. Извинете ме, молам, би сакала да прашам лекарката за маж ми има проблеми со простатата. Добро. Дали третират нешто такво или треба да се јавиме некаде? Кажете ми дали медицински се консултиравте со лекар? Има сега закажано на уролог за преглед. Добро. Немаме некои посебни лекови, не знаеме тачно што, али би ме интересира дали вие третирате нешто така. Да, такви случаи има третирано колегите. Меѓутоа многу е важно што ќе се востанови како дијагноза. Како дијагноза, да. А иначе третирате успешно, така? Зависно што е дијагнозата. Значи, ако да речеме дијагнозата е комплетна нефункционалност и треба да се отстрани, тука веќе никој ништо не може да направи, нели? Меѓутоа, ако е промена која што се уште не е во стадиум, Так. да речеме во крајен стадиум, онда би пробале да направиме се што може. Може. Да. Благодарам многу. Благодарам, пријатно. Дали лечите говорна мана, вели муцење или белтечење, тоа е кај деца 12 години? За тоа зборувавме пред малку, значи во зависност од тоа дали е вродено Так. или не, Или е и од што е појавено? предизвикано, да. Да, мора да се пронајдат прво симптомите. Така, добро. Еве, повторно имаме гледач на линијата или прашање. Ајде да повториме контакт со господица Елена Антоновска на телефон 070 252 724. И Емаил гледачите ќе си го прочитат и си го запишат. Да.
Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ме интересира дали може да се помогне за тироидна жлезда на десен лобус, циста. Чисто, добро. Осетливо? Да. Колку време се третирате? Па, година, две. Година-две. И какво е мислењето на лекарите? Па, понивно мислење е отстранување, било најона или со функција да се извади тоа вода, али бенигна. Бенигна. Да, Јас мислам дека ќе може да се третира. ќе може. Циркулација, мислам, за месец ми запушени крвни садови, има доста болки на нозите. Пред 5-6 години ме правена коронографија, али сега изгледа има повторно. Да. Нешто тука. Значи, ако се повторува состојбата, ќе мора повторно да се консултирате со лекар и значи во соработка со лекарот да реагираме и ние со овој начин на третирање. Да. Затоа што се работи за срце, Да, е осетлив орган, деликатен, да, просто има и висок притисок. плюс тоа предпоставува, да, висок притисок, крвни садови, значи тоа се комплет една комплицирана здравствена состојба. Значи, не би си играле со здравието Да. и со животот на луѓето, меѓутоа така би се однесувале во тој случај. Може да се јавам да застапам во контакт со Може, вас може. преку мобилнија. Да. Пријатно. Благодарам, пријатно. Режија, врати ми го прашањето дали лекувате плексус брахиалис, детето е на возраст од 2 години. Но ова не би се нафатила. Така, значи ова не третирате. Добро. Не би се нафатила. Многу е малецко. Така. Добро, имаме гледач на линијата. Ало, добро вечер. Ало. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Покасно се вклучив во програмата, дали може да ми кажете што е лекувањето со прама? Енергетски модалитет на бездопирно пренесување, трансфер на животна енергија до оној до кој му е потребно. На кратко. А за лекување на спондилоза потребни ли се многу трансмани или? Во зависност каква е ситуацијата. Значи треба да се види. Добро, благодарам. Благодарам, пријатно. Речи, ајде уште некоја прашање, па да приведеме емисијата при крај, зашто веќе скоро 2 часа разговараме, прашање има, ние можеме и уште 2 часа да разговараме, но времето е толку. Дали лечите и со каков успех Паркинсова болест? Јас лично таков случај не сум имала. Паркинсоновата болест е сама по себе една од најсериозните болести. Така. Значи, Не би можела ништо да го кажам на гледачот. дали третирате испукани капилари и астма? Испукани капилари не затоа што тука веќе состојбата е, не знам, може да се подобри еластичноста на крвните садови, астма да се третира со овој начин на лекување. Така. Добро. Еве господице Елена Антоновска. Јас мислам дека овде треба да ја завршиме емисијата. Навистина прашања има многу, но ние не можеме да одговориме на сите. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете вечерва наша гостинка. Ви благодарам што се потрудивте да објасните што е тоа, каков е тој начин на лекување прана, што и кои какви се болести третирате. Би ве замолил за крај, еве вие да дадете напорака до нашите гледачи. Јас би сакала да ви се заблагодарам вам. Ми беше чест да бидам во емисијата и да бидам со нашите гледачи. Моето последно враќање во овие 2 сата би било направете го правилниот избор во вашиот живот. Значи, секој човек е господар на сопствениот живот. Имате избор да бидете здрави, да водите еден квалитетен живот, да се насочите во некои многу похумани води, Така.
лекувањето со прана ви го ја нуди таа можност. Јас се надевам дека многу од вас не само што ќе се лекуваат, туку ќе ни се придружат. Така. Да научат во оваа мисија. Така, во оваа мисија. Да научат да се лекуваат сами и да им помогнат на тие околу нив. Така, навистина ова е благородна мисија. Јас само можам да ви посакам прво добро здравје на вас, да ја продолжите мисијата и повторно ќе се навратам на едно од почетните прашања, да што побрзо формирате здружение, центар, како сакате, за да и овој начин на лекување добие свое место меѓу луѓето, меѓу народот, така за да луѓето повеќе знаат и повеќе се заштитат од разноразни заболувања кои денес во ова време, турбулентно време на живење од сите страни не напаѓа. Уште еднаш благодарам и се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе бидете наша гостинка. Исто така. Ви благодарам, почитувани гледачи, што и вие вечерва бевте заедно со нас, ја проследивте емисијата, се јавувавте, прашувавте, нашата гостинка одговараше на вашата прашања. Тоа го правиме во сите наши емисии, се со цел да ви помогнеме да си најдете начин, да си најдете можност како и каде да разрешите ваш одреден здравствен проблем. Верувам дека и понатаму ќе бидете заедно со нас, и понатаму ќе ги следите нашите емисии, зашто и понатаму ние продолжуваме со нашата емисија, и понатаму во нашата емисија ќе гостуваат луѓе кои несебично одвојуваат од своето време и настојуваат што повеќе да помогнат на секој оној што ќе им се обрати. Оваа емисија можете репризно да ја погледнете во сабота во 16 часот, а ние повторно ќе се видиме во следните емисии недела понеделник, како што е и вообичаениот термин на нашата емисија. До следното видување, довидување.